доаѓаме во ситуации кога некаде на интернет или на Facebook ќе ни се појави некоја диета која што некоја славна личност ја употребува и едноставно ќе сакаме да направиме, народски да се изразам, копи-паст и да ја примениме кај себе. Меѓутоа, при тоа не размислуваме дали нам ќе ни одговара. Токму затоа овде во студиото ја поканивме Тања Турунџиева, добро познат нутриционист кој што ќе се обиде да ни одговори на сите овие прашања. Тања, добре дојдовте во ТВ Нова. Добре ве најдов, убав ден. Знам дека сте препознатлива кај нашите граѓани, вашиот лик, вашето име е главна асоциација за ова, токму затоа и сте наш гостин. Така. Еве првото прашање нека биде мода или навистина желба за здрав начин на исхрана и на живот? Повеќе би рекла дека е желба, затоа што секојдневно стануваме се посвесни дека преку здравата храна си го чуваме здравието, затоа што храната може да биде наш лек или наш уништувач. За жал, во последно време треба да се наруши здравието, па некој да се стави на здрав режим на исхрана и да практикува здрава храна. Прашањето и дилемите се околу здравата храна, што све е здраво, или како би ја класифицирале таа храна и што би ставиле се во здрава храна. Пред се сите оние свежи овоши и зеленчуци што ги внесуваме секојдневно, јатките кои што се термички необработени, сенките, маслата кои што се најразлични секојдневно внесени, како и сите оние основни елементи кои што му се потребни на нашиот организам се вклучуваат во здрава храна, што значи дека квалитетната и здравата риба, квалитетните и здравите печурки, одредено месо, потоа мешунките, гравот, грашакот, леќата, боранијата, најразличните зеленчуци кои што спаѓаат во целата, типовите на житарките кои што треба и како секојдневно да бидат внесени и сето тоа како здрава храна во една избалансираност во текот на денот. Внесот треба да биде правилно распределен, бидејќи можеме и најздраво да се храниме, меѓутоа сето тоа треба да биде правилно. Говориме за здрава храна. Можеме да претираме и со здравата храна, нели? Никогаш не може да се претера, само може да се контраиндицира ако се правиме импровизации. Значи точно мораме да знаеме за каков е нашиот метаболизам, со што располагаме во однос на здравјето, па да си практикуваме таков режим на исхрана. Што значи тоа? Тоа значи дека одредени заболувања не трпат внесување на здрави нутритиви, иако тие се здрави за широка употреба. Значи, секогаш треба да знаеме со што располага нашиот организам, односно на кој начин и во кое време и период треба да се внесуваат, затоа што, еве како за пример, сите оние кои што имаат проблем со бубрежни инсуфициенции, не треба да го внесуваат цитрусите во исхраната. Или пак грејпфрутот е еден од здравите цитруси, говориме сега за моментално актуелните она што во периодов е актуелно, токму така. Меѓутоа, сите оние кои што примаат хронични терапии, грејпфрутот во никој случај не треба да биде внесен, затоа што го намалува дејството на медикаменската терапија која што секојдневно се прима. Што значи дека треба да си го запознаеме организмот, треба да знаеме со што располагаме и на тој начин да имаме задолжително 3 оброка дневно. Многу е тешко да се воспостават, меѓутоа ако сакаме да бидеме здрави, тогаш и тоа ќе се потрудиме, бидејќи секогаш преферирам дека ние имаме дневен биоритм. Тие оброци треба да ги внесеме во текот на денот во 3 оброка дневно распределени, без да се замараме или обструираме со тоа дека треба во толку саатот да ручаме толку и толку грама, толку и толку калории, бидејќи сето тоа е небитно, важен е нашиот метаболизам, нашиот имунитет и нашето здравје. Секој ден не стануваме во исто време, секој ден не можеме да си дозволиме да ручаме во исто време, секој ден не вечераме во исто време. Значи не сме компјутери да сето тоа го подесиме онака како што треба. А и е докажано дека таквите временски фиксирања кратко трајат. Целта не е само да решиме здраво да се храниме, туку да го смениме начинот и културата кон храната и живеењето и погледите кон храната. И целата работа е добрината да си ја направиме не од први, од среда или од понеделник, туку веднаш сега и одма. Што значи, секој оној што сака да направи промена во секојдневието, апсолутно тоа да го направи
од денеска и од сега, не да чека најразлични моменти да Ја почне. поврзуваме ли здравата храна на моменти во некои случаи исклучително со слабењето? Еве од денеска ќе почнам или од понеделник ќе почнам Па да, со диета да се хранам здраво, а во обично- случајот импровизираме и се изгладнуваме? Обично диетите кај нас ги асоцира секој на гладување. Сум Така. против било какво изгладнување за промена на сето тоа што се прави, или пак на некого кога ќе дадам ден на сирова храна, ден на овошје и на салата, и кога ќе го прашам што имаше вчера за јадење, например, ќе ми рече ништо. Нели, и Тоа овошјето и била зеленчукот се диетата. храна, Ништо. тоа се квалитетни калориски вредности кои што треба и текако се од суштинско значење за внесувањето на самиот организам. И се потребни затоа што тие прават нашата катализација, тие прават нашето јакнење имунолошко, тие прават полнење на нашиот организам со витамини и со минерали. Тие едноставно го освежуваат организмот и нормално се една од основните елементи кои што секојдневно треба да ги внесуваме без да забораваме, да ги забораваме во целиот исхрана која што дневно треба да внесе. Кога зборуваме за тоа дека храната, односно здравата храна треба да работи во наша корист. Првата асоциација барем мене ми е детоксикација на организмот. Постојано внесуваме нешто или правиме нешто кое што го труе нашиот организам, како да го прочистиме? Токму така, И индустријските... зошто е ова толку важно и постојано актуелно и се зборува за ова во последно време? Во секој случај ние сме нешто што сме гезмаџиски народ. Така. Значи, кај нас Се кога ќе се согласувам. дојде на гости, мора да биде трпезата полна. Кога имаме празник или слава или било што, мора да биде трпезата празна. Срамота е некој да ни дојде на гости да го почастиме Само кафе едно или кафе. чај или мора да биде полна. Секојдневието, тие особено периодов, барем сега имаме многу слави, прослави и така натака, или се доведуваме во ситуација каде што сето тоа што е ставено на трпезите има здрави елементи, меѓутоа има и нездрави елементи. А се она што е индустријски произведени продукти добро треба да се проучат пред да се внесат во нашиот организам, затоа што агресијата во однос на присуството во нив на емулгатори, вештачки бои, најразлични адитиви, конзерванси и текако се рефлектира на самиот организам. Ако ние Ако во не виднаш континуитет подоцна ќе ни се удри од глава, нели? апсолутно, ние во Така. првиот момент не сме ни свесни дека сето тоа штети на организмот, меѓутоа еден мал колапс или пат на имунолошкиот систем ќе почувствуваме и како што се случува со нашиот организм. Тој процес на детокс не треба да биде со изгладнување или не знам цел ден само вода да се пие. Туку едноставно да се воспостави ред и рамнотежа и квалитетен внес на нутритивите во текот на денот. Ако имаме лоши навики, тие лоши навики треба да бидеме и како цврст карактер за да ги смениме. Меѓутоа, ако секој ден си дадеме задача дека ќе елиминираме нешто од исхраната што секојдневно ќе биде застапено, секој ден нареден ќе ни биде благодет во однос на сето тоа што ќе се Да им го дадеме направиме на некако својот пластичен организам. пример на гледачите на ТВ Нова, верувам дека ќе ги интересира. Што е она што можеме да си го подготвиме, а да едноставно да веруваме и да знаеме сигурно проверено и докажано од нутриционист дека ќе работи на Домашната нашето македонска здравје. кујна, се На она тој што е- детокс за кој што Се зборуваме. она што е сготвено дома Често е се споменува све топла здраво. вода, односно млака вода со исцеден лимон. Утрински, да, има најразлични процедури кои што е, меѓутоа секој индивидуално треба да го направи. Така. Јас секогаш велам дека нема поубаво ако утрото го почнуваме со маслата најразлични, дали ќе биде линеново масло, дали ќе биде сусамово масло, дали сепак и јатките нормално, дали ќе бидат ореви, дали ќе бидат бадеми, природно цеден сок од најразлично сезонско овошје па и зеленчук, една лажица квалитетен мед или малтекс, убав чај кој што нели после сокот би дошол и на крај се она што е разноврсно овошје што го има на пазарите. Секогаш преферирам да бидат нутритивите сезонски, затоа што за тоа се наменети. Така. Се она што го има на пазарите и домашна македонска кујна. Убаво приготвено, без запржување, без пржење, термички обработено како готвено,
секогаш пропратено со свежи салати кои што го има на пазарите. Многу течности, особено природно цедени сокови и вода. Без се можеме, без вода не можеме. И како течностите се треба да бидат застапени. Не премногу алкохолни пијалоци, ако веќе треба нешто да се консумира, приоритет давам на црвеното вино како напиток, намалување на лошите навики, повеќе физичка активност, задолжително со здрава храна секогаш иде и спорт. Ако не можеме да одиме да посетуваме некоја теретана или фитнес клуб или сето тоа да го направиме со пешачење, точак возење, пливање, зимое можеме да одиме на скијање. Во секој случај да си направиме и не само хигиена на организмот од надвор, туку и од внатре, пропратено со физички активности. Што можеме да направиме да подготвиме и да носиме во нашите чанти кога сме постојано во брзање, или кои се тие намирници кои едноставно може да ги купиме, да ги фрлиме во нашите чанти и кога не можеме да седнеме да доручкуваме или да ручаме, бидејќи постојано се вадиме дека некаде брзаме, дека сме во некоја гужва, што е нешто брзање можеме да си го направиме ако подготовката си ја направиме од вечер. Так. Значи планирањето на денот не ни е само работните обврски, туку и да не бидеме во такви трки и фрки. Иако темпото на живење не диктира такво нешто, меѓутоа припремата која направиме од вечер, тогаш нема да има никаков проблем. Подготовката може и природно цедените сокови да бидат приготвени од вечер, меѓутоа утре денте да бидат разредени со вода. Што значи дека со добра организација никогаш нема да останеме гладни да прикупиме некоја брза храна. Кога веќе го менуваме начинот и стилот кон храната, треба да бидеме добро организирани за сето тоа. Да не се оставаме без ручек, туку добар неделен план да си направиме што ќе ни биде на менито, така ќе имаме разноврсна исхрана присутна секојдневно за тие 7 дена, а едноставно добрата организација секогаш влодува со плод. Тоа ќе си го осетиме и на нашиот организам и благодет ќе ни биде само после неколку дена практикување на здрав режим на исхрана. Доколку не поминаа настинките и вирусите, барем некој во нашето окружување постојано го слушаме како киве или кашла. Се сега. Навистина се за жал актуелни. Како можеме со здравата храна да поработиме на имунитетот? Прво и основно, сите вируси се лекуваат, освен ако не се искомплицира и настинки со здрав режим на исхрана, многу свежи ензими од овошје и од зеленчук, многу течности, избалансираност во однос на исхраната и подигање на имунитетот. Оној кој што има добар имунитет, тешко да заболува, што значи дека ние превентивата си ја правиме пред да заболиме и си го чуваме цело време имунитетот. Меѓутоа, кога ќе се случи таква настинка, тогаш или грип, тогаш најдобро е тоа да го направиме со внес на многу свежи ензими, лесни чорби сварени, најразлични од коренасти зеленчуци. Приоритет да биде се она што е со поголемо присуство на антиоксиданци, значи не е само С витаминот кој што треба да го форсираме, парадоксално е дека само тој треба да биде во тој лаец, туку вкупниот внес на антиоксидансите како една целокупност и нормално тука се најразличните млаки чаеви. Чајот од кромит игра голема улога како добар антиоксидант и брзо реагира и чајот од ѓумбир. Нема контраиндикации, значи може да се пие 3 пати на ден по 150 мл свежо изреден ѓумбир. Значи не збориме за прашкови, не збориме за концентрати